183.000 гласа разлика или повеќе од тоа колку што вкупно освои арогантниот Стево Пендаровски. Гледам, 2 дена му требаше да се состави за помалце да почне да движи. Во првиот круг му поставува прашања, не одговори на ниедно. Наместо да одговора прашања, плаќаше ботови по социјални мрежи, лично ме навредуваат мене и моето семејство. Народот му каже што мисли за тоа, но морам да го прашам уште нешто, затоа што се работи за злоупотреба на државни пари. Пендаровски до денес не одговори дали ќе ги користи или нема да ги користи привилегиите кои што ги следуваат поранешните председатели. Еднаш невешто одговори за тоа ќе се изјаснил во 2029 година, ама очигледно ќе треба да се изјасни на 12 мај, затоа што тогаш официјално му завршува мандатот, тоа е 4 дена после изборите. И мислам дека е честно и кога ќе дојде тука во Каварци да каже дали ќе пензионер со најголема пензија во Македонија и поранешен председател кој што најдолго ќе ги користи народните пари. А меѓувреме е фер да каже уште вечерва, ако може, дали е вистина или не отпусти мерак за председателствување, ама и за користење на привилегии, дека побарал да му се отвори вилата во Охрид и ќе седел следни 5 дена таму да искористи уште некој ден покрај Охридското езеро. Дали е вистина ова Стево Пендаровски и дали е вистина дека со цело друштво одиш таму уште некој ден да поседите на државен трошок? Одговори пред граѓаните. За лозарите достоинствени цени за виното и рестартирање на повардарие како би се срушил монополот во откупот на грозје и производството на вино, подостоинствен живот за сите, повеќе субвенции и повеќе ред за сите. Затоа, почитувани пријатели, на 8 мај масовно да излезете. Во првиот круг извојувавме огромна победа, која покажа дека народот е свесен за тоа што се случува со нашата татковина. Кавадарци, уште еднашка огромно благодарам. Овде, како и во цела држава, добивме недвосмислена огромна поддршка. Огромна поддршка за да овие кои што се денеска власт, СДСМ и ДУИ си замина, затоа што кај народот превладува чувството дека се кираџи во сопствената држава. Институциите повеќе не служат на народот, се чека за пасоши, лични карти, за документи кои му следуваат на народот. Овој проблем го препуштија да го решава ВМРО, ДПМН и Панче Тошковски, додека во секоја друга сфера има назадување. Во здравството докторите и медицинскиот персонал протестираат. Доколку сакате било каква здравствена услуга, или ќе мора да платите, или да побарате врски. Ако не е така, ќе мора да чекате походници, ќе ве маткаат со процедури, се додека не се откажете. Животниот стандард е под секое ниво. Корупција на секаде, за жал правда никаде. Проблемот е што ДУИ е газда во Македонија, а нашите, вашите судбини зависат од стотина души на ДУИ кои контролираат се. Овие денови силно се ангажирани на 2 сценарија кои во суштина се завера против Македонија. Првото е сценариото за бојкот. Европјани од СДСМ, кои се оттепаа од крадење, сакаат да бојкотираат затоа што народот не ги сака и ќе доживеат тежок дебакл. На тој начин сакаат свесно да предизвикаат нова уставна криза. Второто сценарио е пазарџинска делба со ДУИ на ресори и министерства, при што Ковачевски оставил на Ахмети сам да определи колку министерства ќе му остави на СДСМ. Тој не сваќа дека поразот е и токму поради тоа што партијата го изгуби идентитетот, трчајки по тоа да му измекери и удоволи на Али Ахмети. Но она што е тажно, браќи и сестри, е што и двете сценарија се губитнички за Македонија и удираат по незините основи.
Решението за сето ова што го зборам е масовна излезност на следните избори, да тропнеме на секоја врата овде во Кавадарци, да ја изгазиме секоја улица, секој сокак, да стегнеме што е можно повеќе раце и да побараме поддршка од кавадарчани, да се обединат околу горда Македонија и Македонија повторно твоја, да се обединат околу идниот председател Гордана Силјановска-Давкова и идна влада предводена од ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија. На овој крстопат што си и сака светот да го